Споменавме нова тема која што е многу интересна и актуелна за времето во кое што живееме. Вештачката интелигенција зема замав, а се поголем број на држави почнуваат да се надпреваруваат кој повеќе ќе вложи во неа и се разбира кој ќе направи подобра иновација. Кинезите се уште се некако на пиедесталот кога станува збор за вештачката интелигенција. Имаме една приказна за хуманоиден робот кој што трчаше на полумаратон во Пекинг, како вовед за темата со која што ќе разговараме овде со гостинот. Хуманоиден робот по име Тиангонг е во центарот на вниманието по завршувањето на полумаратонот Јижуанг во Пекинг, каде што ја помина целта заедно со човечки учесници. Роботот Тиангонг се приклучи на маратонската патека Гонг, се пе на околу 100 метри од целта за да им помогне на спортистите заедно да ја поминат целта. Развиен од Националниот иновативен центар за роботска интелигенција со седиште во Пекинг, Тиангонг е првиот хуманоиден робот управуван со електрична енергија. Роботот е висок 163 см и тежок 43 кг. Тиангонг има просечна брзина од 10 км на час и максимална брзина на трчање од 12 км на час, што е водечки во својата категорија. Може да се движи непречено низ различни терени, како што се земја, по скали, на трева, низ чакал и песок. Хуманоидните роботи може да работат во различни сектори. Например, тие може да бидат продавачи во малопродажните супермаркети, а исто така може да бидат работници во фабрики и негователки во здравствените домови. Ние подпишавме стратешка соработка со Меинтаун за распоредување 24-часовни хуманоидни роботи во супермаркетите и аптеките во 2025 година. Тие може да работат ноќе. Ние исто така соработуваме со производителите на автомобили, така што овие роботи може да пренесуваат стоки. Хуманоидните роботи во Кина стана важен фокус на истражување, развој и комерцијализација во последниве години. Кина инвестира многу во роботика, вештачка интелигенција и автоматизација со цел да стане глобален лидер во напредните технологии. Па добро, може би за некои 15-20 години од сега на телевизиите ќе гледаме Добро утро. Се надеваме, нема. Утринска програма. И ни почна веќе дискусијата овде со гостинот во студиото 3 на Матал. Добро утро за Филип Аврамчев, основач на AI-Tech самитот. Многу пати Филип ни беше гостин за самитот, најавувавме што и како ќе се случува, но сега те поканивме за една малку конкретна тема, бидејќи се одличен познавач на работите поврзани со вештачката интелигенција. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро сите што не гледаат утрина. Имаме информации во врска со роботот, го следиме како целата оваа приказна се развива, нема да кажам од ден во ден, туку од секунда во секунда. И она што, ајде ќе кажам, митови, теории на заговор исто така почнуваат да кружат и се повеќе и повеќе јасни, затоа и така ја поставивме темата, дали вештачката интелигенција може да го загрози човештвото. Па ајде одиме поред со оваа тема, повеќе сценарија за катастрофи започнуваат, исто вели машините ќе го надминат човечкиот капацитет, ќе избегнат човечката контрола и така натаму, вели што меднаш добиеме машини кои имаат цел само одржување, ние сме во неволја. Ова го велат и експерти. Зошто вакви сценарија почнаа поврзани со вештачката интелигенција? Има ли простор за паника од друга страна? Па добро, нормално е ние како луѓе секогаш да се плашиме од тоа што не го знаеме, од тоа што не познате. Еве, доколку сега излезете на улица и видите робот, некој куче, мач или хибрид некој, одмах ќе ви биде чудно и првата фаза ќе ви биде да се уплашите, а не да бидете, да кажам, пријателски настроени, бидејќи секогаш се плашиме од непознатото. Нормално дека јас покрај настанот што го правиме, водев неколку интервјуа со сите експерти кои што доаѓаа на настанот и одредени работи ги прочував кои што и мене ме интересираат. Значи, и они не знаат повеќе од една година што ќе се случува, луѓе кои што цел живот, да кажеме, го посветиле на тема вештачка интелигенција, така што нормално е да се плашиме од непознатото, но во исто време треба малце и да се осврнеме и да работиме на заштита, да ги превенираме работите, да не се остават кога ќе дојдат. Во главном,
Јас сум оптимист, но јас сум оптимиста по природа. Така што од тој аспект јас немам многу големи стравови, но сепак тој страв од така наречена AI singularity, тоа кога машините ќе бидат независни во одлучувањето и ќе можат самите да прават одредени работи, тој момент не може никој да знае како ќе се одвива. Сега, доколку ние како општество направиме одредени етички и законски рамки кои што, да кажеме, ќе ги предвидат тие можни сценарии и ќе не заштитат, тоа е веќе нешто друго. Сега, не знам, најголемиот страв мене ми е пак од човекот. Значи, Алфред Нобел, кога измислил динамитот, не го измислил за војна. Опенхаймер, кога работел на бомбата атомска, кога ја направил, не ја направил за да се користи, него да ја прекине војната. Така што, мојот поголем страв е врз луѓето кои што ќе контролираат вештачката интелигенција. Сега, само уште ова да го кажам. Например, Европската унија донесе доста стрикно законодавство за регулација на вештачка интелигенција и, например, новиот iPhone во Америка и во Кина ќе дојде со, да кажам, голата верзија со вештачка интелигенција. А во Европа, во Европска унија, не може да се користат истите алатки. Сега, голем дел од луѓето што работат на темата велат дека тоа не е добро, бидејќи Европа ќе каска секогаш позади Америка и Кина, кои што моментално водат војна. И повторно мене најповеќе ќе ме загрижи, да кажам, човечкиот фактор, па и желбата, да кажам, алчноста на човекот за поголеми профити на државите, за поголема контрола, него, да кажеме, на самата вештачка интелигенција, бидејќи она учи од нас. Не учи од никој друг, она учи од човештвото. И на овој момент сакам да се задржиме. Што значи употребата на вештачка интелигенција без регулатива, без контролирана употреба на истата? До каде и колку може да го загрози човекот? Добро, еве, јас лично се надевам, бидејќи големата мок и силата е во огромните компании, огромните корпорации, кои што без разлика на нивно, нели, секогаш има одредени работи кои што ги прават, кои што се ван некои норми на законот, но секогаш, еве, бар во Америка, која ќе пораснат толку големи кои ќе станат, например, Марк Зукерберг го памтиме како некој млад програмер, да на крај биде во Конгресот, со влади, седнува заедно, дали бил тоа Илон Маск и сите тие големи, да кажам, основачи на компании, кои што и на крај на денот многу зависат од американските инвеститори, па и од државата. Така што мислам дека таму треба, спасот таму треба да го гледаме, каде што државите ќе бидат некој контролен механизам на вештачката интелигенција. Секако таа моќ, доколку заврши во рацете на погрешни луѓе, кои што целите им се за некои други работи, тука се предпоставам и најголемите стравови на сите тие експерти. И јас, по мене лично, многу поголеми стравови треба да имаме од социјоекономски аспект, бидејќи тоа, да кажеме, многу побрзо ќе дојде ради голата борба за профит, ради замена на, да кажам, замена на одредени работни места, ама автоматизација на одредени процеси каде што се помалци луѓе ќе бидат потребни и прашање дали ние како општество развој на вештачката интелигенција толку брзо оди што ние не може да го пратиме. Да, тука се поставува прашањето дали за тоа сме подготвени. И за тоа е стравот, бидејќи ние не можеме толку брзо да се адаптираме на промените кои што ги доаѓа. Се видите само за социјалните медиуми кои што излегува, да кажам, пред 10-15 години, прашање дали ние бевме спремни да ги абсорбираме. Вие во моментот немате луѓе кои што се, така кажени, инфлуенсери, како порано професори, доктори и така натаму. Вие имате луѓе кои што ништо не направиле во животот, а во моментот ни држат лекции како треба ние да живееме. И само алгоритмот ги препознава по гледаност, а не по стручност и по компетентност. Да, ова е одлична споредба. Сега, дали можеби затоа експертите, ние се пошегувавме со тебе утрово, кога комунициравме пред разговорот, дали ете можеби на ова се должат и кладбите, еден информатичар од Америка
Еден од најстакнатите истражувачи вели на Институт за проучување на машинска интелигенција во Беркли, Калифорнија, се обложил на $100 дека до 2030 година ќе се случи тоа. Најавите на дел од експертите дека нема да можеме најверојатно да имаме толку голема контрола, па затоа ќе не уништи како човештво. А ти ми одговори на ова, јас не би се обложил. Не, јас не би се обложил од аспект дека и доколку го добием облогот, ќе биде полош за цело човештво, така што нивни пари тоа не може сатисфакција да ми дадат обложување против целото човештво. Така што од тој аспект велев дека или е човекот многу глупав или е многу паметен. А многу паметен може да биде бидејќи со самиот облог го има во сите светски вести и тој можеби не ја знам неговата компетентност, например неколку експерти претходно што кажа како Джошуа Бенџо, се сериозни луѓе, сериозни паметни учени луѓе, да кажам многу попаметни од или имаат во директно работат на вештачка интелигенција кои што се многу повеќе инволвирани во процесите. Ние зборуваме од тоа што сега ни е нас достапно. А во позадина Google, Microsoft и ChatGPT какви модели работат и кое е нивото на тоа што го развиваат, што уште не е пуштено на пазарот, не можеме да знаеме. Но најверојатно сите овие, чисто тоа ми беше како едно подпрашање, но ако извлечеме од сите овие најави, размислувања, еден заклучок, сите одат кон правецот на тоа дека треба да има регулатива. Најверојатно сите исто размислуваат, како што и ние сега разговараме, па и овие некои прогнози, нели и кладби и слично, меѓутоа најверојатно начинот на кој што го пренесува тоа е малку поразличен, но сите се согласуваме. Потребна е регулатива на глобално ниво за да имаме контрола. Бидејќи ги спомена социјалните медиуми, се изгуби тука контролата, посебно тоа на вакви мали општества како македонското, се покажа што се може да доведе таа неконтролирана употреба на социјалните медиуми. Како ги потпоимаме инфлуенсерите денес како појава. Ако некогаш тоа беа наставници, угледни спортисти, луѓе кои што нешто направиле во животот, денес имаме и 15 годишни инфлуенсери кои што зборуваат за животот. Како треба да се живее. Најверојатно сите размислуваме исто, сакав да кажам, ако имаме контрола, ќе успееме да се избориме за позитивни нешта од сето ова. Јас верувам дека и самите компании кои го развиваат овој софтвер, колку и да го прават, да кажеме, идеален, самите, предпоставувам, не сум девелопер, не сум од тој аспект, ама стават одредени сейфти работи внатре за да направат дистинкции, за да можат на крај да го контролираат. Сега, за една најсмешна работа ќе кажам, ама вие кога ќе отворите нешто, нели треба да изберете 3 сликички за да покажете дека сте човек. Може би и вештачката интелигенција и компјутерскиот може да ги препознае тие, ама намерно се ставени таму за да може да има контрола, за да се знае, за да се разликува едното од другото. Нормално, како расте, како нели збориме за таа за една нова фаза на вештачка интелигенција кој што сама ќе учи, кој што ќе може да контролира, кој што ќе може да прави работи. Јас сепак да кажем имам верба во вештачката интелигенција дека ќе работи за напредок на човештвото, за напредок генерален општествен. Сега прашање дали тој напредок нас ќе ни одговара, бидејќи утре може да не контролира вештачката интелигенција да не лажеме, например. И дали со истата мисија се оние кои што ја создаваат целата оваа приказна. Ја користиме сите. Ако ја користиме паметно, тоа многу пати сме го зборувале. Ако ја користиме паметно, можеме многу да профитираме од истата, не зборам материјално, него со знаење. Колку е тука важен процесот на едукација, Филип, така некако да го заокружиме разговорот. Да знаеме што црпиме, колку црпиме и која е границата. Да знаеме да препознаеме што е тоа што не е добро за нас. Добро прашање. Не сум сигурен дали имам некој одговор, ама еве сега ќе кажам само во една насока. Не знам колку и дали во образовниот процес, да, можеби на факултетите е тоа етаблирано, но еве например во основните, во средните школа, кај што младите луѓе се многу подостапни и многу повеќе имаат, се разбираат и користат алатки на вештачка интелигенција него професорите. И дали ние прво треба да ги образуваме професорите, па они да ги образуваат децата, бидејќи можеби како оди технологијата напред, како младите, да кажам, многу повеќе користат некои вакви алатки, они се понапред од самите професори. И
тука гледам јас одредени мани, но секако треба што повеќе да се зборат овие теми, што повеќе да се седнат со одредени луѓе, да се направи, како што спомнавте, стратегија, меѓу другото, и за образование. Мислам, не зборам стратегија, не мора да биде стратегија, бидејќи стратегија, кога збориме, ние у Македонија имаме многу стратегии, ама некако не ги користиме, бидејќи не работиме по нив. Така што може и да нема стратегија, но да има работа, да се дискутира, да се дебатира, да се најдат кои начини најдобро функционираат за македонското општество, бидејќи не е исто само да препишете одредени закони, одредена стратегија, па на крај да не може да ги спроведе. Така се работи на тоа, се разговара, еве, например, втора година поред се организираше и самит. Те представивме како основач и пионир, кој што за овие теми едноставно и самитот беше прв таков и се уште единствен кај нас, а и регионално бевме меѓу првите кои што посветивме повеќе внимание на тоа. Иницираше некои промени во општество, доаѓаја до тебе некои барања да се разговара околу сите овие теми, доаѓаат, каков е интересот на самитот? Компанија има тоа, видовме, голем број на луѓе, меѓутоа каде е државата во сето тоа, системот, колку сето тоа можеме заедно да го имплементираме за подобро на сите нас? Се уште EITEC самит како настан е стрикно комерцијален настан. До сега сме имале некој минимален интерес од некои индивидуални представници од влада, но никогаш како држава. Зборувам, значи имале интерес одредени институции, одредени луѓе, ама на индивидуално ниво, кои што ju, да кажам, пред да биле на позиција, се занимаваат и ги интересираат овие работи, но како држава, зборам за настанот, немало. Дали во моментот на Финки, на ФЕЙТ, со Министерство се прави нешто, се разговара, не сум запознан, може би се прави, не сум запознан, но секако дека полека ќе, мислам полека. Проблемот е што толку брзо расте, експоненцијално расте вештачката интелигенција, што ние едно законодавство, Европската Унија, да го донесе законот, па 6 месеци до 1 година се чекаш. И тој закон што е донесен летоска, сега веќе би може и не важи. Бидејќи толку е брз напредокот. Законска регулатива ни е потребна, контрола ни е потребна, едукација ни е потребна. За крај, како би го прокоментирале моментот во контекст на тоа дека вештачката интелигенција е совршена и безпрекорна, дека во Јужна Кореја се самоуби првиот робот кој што беше вработен во јавна администрација? Знаете за тоа? Сте прочитале, нели? Да, читав одредени работи, сега како дојде нели ова време и на лажни вести, на крај почнам секоја вест да ја гледам со чив интересот позади вест. Велат, насловите во локалните медиуми го доведуваат во прашање очигледното самоубиство на роботот, велејќи зошто тоа го направи вредниот цивилен службеник? Дали работата беше премногу напорна за роботот? Искрено не знам, не можам да кажам, мене ми нема логика, но ете, може роботот се самоубил, може би. Значи, најискрено не знам, но јас секако гледам еден момент каде што ние, значи, од социолошко-политички аспект, во идниот период ќе се занимаваме на луѓе што се за напредокот на роботика, на машини, и ќе има одредена групација која што ќе биде сериозно против, и на крај треба да се најде нешто измеѓу, бидејќи ако ние наредните 10-15 години ги потрошиме на битка помеѓу луѓето што се за напредок, за роботика, за вештачка интелигенција и против, ние самите ќе се уништиме. Затоа важно е при крајот разговорот да резимираме вештачката интелигенција е одлична доколку се користи мудро и со јасни цели, бидејќи не треба да ги забравиме, убаво се кажа, лажни вести и слично, некако даваме насока само на еден правец на оваа тема и ги забораваме другите. Ги спомена сега. Да, и значи, едни од главните теми кои што сме ги дискутирале и на самитот и од сите представници беа етичките норми. Консултант, човек кој што беше на самитот од KPMG од Холандија, ни објасни еден добар пример како една фирма почнала да користи доста алатки и ги автоматизирале доста процесите и им дале 4-дневна работна недела на вработените, на сите вработени. Така што, ако се искористи
Паметно, позитивен. да, апсолутно. Во позитивен. И ако пред се, да кажам, газдите не се заслепени за профит, него се за доброто на вработените, за доброто на граѓаните, значи ние имаме милион сценарија и најдоброто сценарио ние можеби утре ништо не треба да работиме, а сите ресурси на земјата да бидат искористени максимално и праведно. Така што јас гледам малце и напредок од позитивниот дел дека можеби ние ќе треба да се го смениме општеството во кое што живее. Благодарам многу за гостувањето и секогаш кога станува збор за оваа тема што одговараш позитивно за гостување во Македонија на Аутро, ми спомена околу ангажманите за самитот, сигурно ќе имаме трето издание, тоа е повеќе од сигурно, но кажа ќе имате и активности други во текот на периодов кој што ни следува. Да, во планот некоја цел за наредна година е да покрај главниот самит кој што е самит на користење на вештачка апликативна користење на вештачка интелигенција во повеќе индустрии, да полека направиме некои настани во одредени индустрии, ќе ги идентификуваме индустриите и меѓу другото во 2025 исто така покрај настанот на веб страницата ќе почнеме малце да се занимаваме со контент на тема вештачка интелигенција. Таа ќе биде на англиски јазик за почеток. За тоа дел од интервјуата кои што се направени ќе бидат достапни таму, веќе дел од нив се достапни на Трн МК кој што не беше медиумски партнер, еден од медиумските партнери на настанот. Така што и дел од темите, дел од прашањата се токму поврзани се не можеби со овој AI Singularity, кога машините ќе станат препаметни, но како општество треба да се припремиме и такви некои малку по социолошки прашања и етички прашања, него овој дел на, да кажам, дека толку ќе станат паметни машините, 2030 ќе се распадне човештвото, јас сум убеден, па дури и тоа да се случи, нема да биде 2030. Благодарам за гостувањето во Македонија. Благодарам. Ви сте во продолжение.